Se pomladi deca sa zarobeni volanec od netrgovija со луѓе, најмладата жртва регистрирана кај нас има само 10 години. Возрастната граница постепено опаѓа и се намалува се повеќе и повеќе. Значи од пред, да речеме, 10 години, кога жртвите беа од 16 години нагоре, денеска жртвите се веќе од 10 до 17 години. Најголемата опасност која децата може да ги направи жртви на трговија ја имаат дома во форма на интернет технологија. Криминалците се повеќе се ориентираат кон регрутирање на жртвите преку компјутерската технологија, преку онлайн комуникацијата, се повеќе се ориентираат на контрола на жртвите преку онлайн комуникацијата и генерално самата трговија со луѓе како кривично дело се повеќе се прави преку злоупотреба на информатичката технологија. Социјалните платформи како Snapchat, Twitter, Instagram и Facebook, кои се исклучително популарни и користени од младите, всушност можат да бидат и најголема опасност за нив. Најголем дел од нив стапиле во контакт со лица кои што не го познаваат, а подоцна и оствариле, дел од нив и оствариле физички контакт со такви лица, е загрижувачки и ги доведува децата во голем ризик. Од почетокот на годинава до сега регистрирани се 8 жртви на трговија со луѓе, од кои 7 се деца. Од овие причини неопходна е поголема контрола од страна на родителите за тоа како тие ги користат социјалните мрежи со кои стапуваат во контакт и да се преземат брзи мерки.